Нема да му додела мандат на секој кој преговара за платформи на туги држави со кои се загрозува суверенитетот, изјави председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во своето обраќање пред граѓаните. Во согласност со член 84 од Уставот на Република Македонија, јас нема да определам мандат за состав на влада на Република Македонија на секој оној кој преговара за платформи на други држави со кои се уценува македонскиот народ, се загрозуваат унитарноста на државата, нејзиниот суверенитет и независноста. Туги постизборни платформи не можат и не смеат да бидат основа за формирање на влада на Република Македонија. Драги сограѓани, ние немаме резервна држава. Република Македонија е единствената држава што ја имаме. И немаме историско право да го уништуваме она за што се бореле и гинеле генерации. Иванов посочи дека се обврзал функцијата да ја врши совесно и нема да отстапи од тоа. Кога ја презедо функцијата претседател на Република Македонија, согласно Уставот, на седницата на Собранието, ја дадов и свечената изјава со која се обврзав функцијата да ја вршам совесно и одговорно. Се обврзав да ги почитувам Уставот и законите и да ги штитам суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија. Во согласност со оваа моја заклетва, ниту Уставот, ниту совеста не ми дозволуваат да дадам мандат на секој оној кој го руши суверенитетот и независноста на Република Македонија. Додаде дека никој нема право да лицитира со унитарниот карактер на државата и ниту една политичка партија не требала да се согласи да преговара за постизборна платформа. Вели формирањето на нова влада стана заложник на туѓа платформа, па наместо да излеземе од кризата, заглавуваме во уште подлабока криза во која се доведува во прашање темелните државни интереси. Се додека сум претседател на Република Македонија, нема да дадам мандат ниту на човек, ниту на партија што се залага или во својата програма има платформа за рушење на суверенитетот, територијалниот интегритет и самостојноста на Република Македонија. Бидејќи длабоко верувам дека ова се темелни вредности со кои никој нема право да тргува. И не мислам да отстапам од нив. Иванов соопшти дека се сретнал со лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев и од него побарал да ја отфрли и осуди платформата. Македонските граѓани гласаа за реформи и исполнување на договорот од Пражино, а не за постизборна платформа на туѓа држава, рече Иванов. Истовремено посочи дека очекува и од меѓународната заедница да ја осуди платформата што представува редефинирање на Република Македонија. Меѓутоа, доколку не ја осудува, меѓународната заедница треба да се воздржи од наметнување решенија кои би биле во спротивност со државните интереси на Република Македонија.